Невада, дом на 3,1 милион луѓе. Веројатно најпозната по Лас Вегас, незиниот најпознат град, познат и како град на гревот. But they're a bit of a paradox. I mean, they're seen as perhaps... Тие се малку парадокс. Мислам се гледаат како можеби либерална држава. Тоа беше првата сојузна држава што навистина го поттикна разводот без никој да е виновен. Во одредени окрузи има коцкање, се дозволува проституција, но има и присуство на конзервативност во некои аспекти. Невада сигурно гласаше за републиканците од доцните 60 до почетокот на 2000-тата. Од тогаш, сојузната држава има различен исход меѓу двете политички партии. Населението на Невада е повеќе од тројно зголемено од 1980 година. Многу новодојденци се претежно од либералната Калифорнија. Округот Кларк, каде што се наоѓа Лас Вегас, има население од 72% со право на глас во оваа сојузна држава. Значи Невада, која некогаш беше рурална држава на планинскиот запад, стана урбана држава на западниот брег. There's Vegas and then there's the rest of Nevada. Тука е Вегас, а потоа и остатокот од Невада. И од тоа што го знам, Вегас има тенденција да биде продемократски, додека остатокот од Невада е прорепубликански, но поголемиот дел од населението е во Вегас. И покрај брзото зголемување на населението, Невада во голема мера останува работничка класа, со многу жители кои вршат физички работи. Што се однесува до платите, невработеноста, достапноста на становите, инфлацијата, цените на горивото, сите тие нешта влијаат на луѓето малку повеќе во Невада отколку во некои други сојузни држави. Студентите на коледжот на Универзитетот на Невада во Лас Вегас ги истакна нивните главни проблеми. Некои ќе гласат за прв пат сега, кога наполниле 18 години. Прашањето генерално веќе се покажа како голем двигател, голем мотиватор на излезноста во споредба со претходните години. Состојбата со економијата, веројатно границата. На некој начин сум во финансиски проблем. Би сакал да можам да си дозволам поквалитетна храна. Би сакал да можам да имам една работа која е доволно платена за да ми помогне со сите мои потреби. Кога ќе гласаат на општите избори во ноември, жителите на Невада ќе гласаат и за тоа дали да се вметне правото на абортус во државниот устав. Прашањето генерално веќе се покажа како голем двигател, голем мотиватор за излезност во споредба со претходните избори. Сепак Милер вели дека никој не треба да ги потценува шансите на поранешниот претседател Доналд Трамп да ја освои Невада. Мислам дека Трамп се перципира како кандидат кој нема шанси да ја освои Невада само затоа што не победил во 2 наврати. Не би отфрлил важноста на економските прашања како двигател на одлуката за гласачите во оваа сојузна држава. Критичната улога на Невада како одлучувачка сојузна држава е причината зошто и двајцата претседателски кандидати, Трамп и подпредседателката Камала Харис, поминуваат време овде. Зашто во крајна линија, она што се случува во Вегас може да одреди кој ќе ја води Америка во наредните 4 години.